Во овој видео ќе решиме два интеграли користејќи го методот на замена. Методот на замена кажавте на предавање дека доаѓа директно од верижното правило. Меѓу другото ќе го употребиме и тој метод на замена. Најпрво имаме овој интеграл. Овој интеграл можам да го запишам како? Интегралот 1 врз косинус х по 1 врз косинус х ми е 1 врз косинус на квадрат х. Имам тука. Плюс 1 врз косинус х по тангенс х. 1 врз косинус х по тангенс х dx. Да забележиме дека во овој израз ми фигурира табличниот интеграл 1 врз косинус на квадрат х dx, кој што ми е еднаков на тангенс х. Значи имам нешто познато тука. Во наредниот чекор ќе го разделам овој интеграл, значи интеграл од ова плюс интеграл од ова. Двата интеграли се по dx. Имам интеграл од 1 врз косинус на квадрат х dx, кој што знам дека е тангенс х плюс c, тоа ми е табличен случај, плюс интегралот 1 врз косинус х по тангенс х. Тангенс х можам да го запишам како синус х врз косинус х. А така, тука 1 врз косинус х ќе имам по синус х врз косинус х, или тоа е синус х врз косинус на квадрат х dx. Рекам дека ова е табличен интеграл еднаков на тангенс х плюс c. Како да го решиме овој интеграл? Во оваа задача ќе става u да ми биде косинус х. Да забележам, за du треба да го ставам изводот на ова што ќе го земам за u заедно со ова dx. Значи во овај израз тука мора да фигурира изводот на u, изводот на u некако, па да го комбинирам со ова dx, за да можам да ја воведам смената. Ќе ставам u еднакво на косинус х, оттаму du еднакво на минус синус х, да не заборавиме тука dx, дали синус х dx ми фигурира некаде. Оваа константа можам да помножам по минус 1 и плюс ми фигурира. Понатака, dx можам да го запишам како du врз минус синус х. Сега, ајде да видиме што се добива. Најпрво, ова рековме е табличен случај, ќе го запишам како тангенс х плюс интеграл од косинус х е u, па така во именителот ќе имаме u на квадрат, dx е du врз минус синус х, и да не го заборавиме овај синус х тука. Синус х се крати со синус х, се добива следното. Тангенс х го препишувам плюс интегралот du врз u на квадрат. Внимавајте, после воведувањето на одредена смена, се што добивате во интегралот треба да биде изразено преку новата променлива. Ако ви остане нешто во случајов со х, ако останеше тука нешто во случајов со х, тогаш имавме погрешно воведена смена. Значи, уште еднаш, се што ќе се добие по воведувањето на смената мора да биде по новата променлива. Како што тука добивме се по променлива u. Имаме тангенс х плюс. Тука имаме интеграл од u на минус 2, значи овој интеграл можам да го запишам како u на минус 2 du. По правилото за интегрирање на степенски функции, ова ми е еднакво на u на минус 2 плюс 1 врз минус 2
плюс 1. Видите, нема повече изразот интеграл, тука ставам плюс c. Последниот чекор е да се вратиме, односно изразот кој што се добива да го запишеме преку променливата x. Односно да се вратиме во смената, наместо u да запишеме косинус од x. Тангенс од x плюс. Ајде, уште еден чекор, односно меѓу чекор. Помеѓу овие два чекори кои што ги кажав, ова можам да го запишам како u на минус 1 врз минус 1 плюс c, или ова е тангенс x минус, ова е минус пред 1 врз u плюс c. Рековме останува наместо u да запишам косинус x, но тангенс x минус 1 врз косинус x плюс c. Мора на крај изразот кој што ќе го добиете како резултат на пресметувањето на одреден интеграл да биде запишан по променливата по која што диференцирате во интегралот. Последниот чекор и полесниот чекор е да се вратите во смената, односно да замените за u израз кој што зависи од променливата x. Конечно, ова интеграл е еднаков на тангенс x минус 1 врз косинус x плюс c. Продолжуваме со интегралот под b, да забележиме ваков табличен интеграл. Не. Каде ова интеграл, најпрво ќе помножам и ќе поделам со 1 минус синус x, значи 1 врз 1 плюс синус x ќе го помножам и поделам со 1 минус синус x врз 1 минус синус x. Значи, како да сум го помножил ова израз со, да не заборавиме, dx. Имаме интеграл од 1 минус синус x во броителот. Во именителот да забележиме имаме разлика на квадрат. 1 плюс синус x по 1 минус синус x е 1 на квадрат минус синус на квадрат x. 1 на квадрат е 1 минус синус на квадрат x dx. Ова ми е еднакво на 1 минус синус x од основниот тригонометриски идентитет. Изразот во именителот е еднаков на косинус на квадрат x. Да не го заборавиме dx. Пак го искористив од ова идентитет, синус на квадрат x плюс косинус на квадрат x е 1. Следува 1 минус синус на квадрат x еднакво на косинус на квадрат x. Во наредниот чекор изразот во интегралот ќе го запишам како 1 врз косинус на квадрат x, значи ова врз ова минус ова врз ова. Минус синус x врз косинус на квадрат x dx. Го разделувам ова интеграл, што се добива? Интегралот 1 врз косинус на квадрат x dx минус интегралот синус x врз косинус на квадрат x dx. Да забележиме дека ова тука што го добивме и во интегралот под а. Ајде да се вратиме во тој чекорносно, го добивме ова израз. Тука понатака решението е исто како и под а. Значи, кога ќе видите некој интеграл кој што не е табличен, еден од начините како да го речите е некако да го средите изразот, да го доведете до некакви таблични или интеграли кои што со некоја едноставна видлива смена ќе може да ги реши. Изразот може да го трансформира со некакви алгебарски трансформации, со некакви тригонометриски трансформации, како што направивме тука. Општо правило не.